После подолг временски период, а по интензивирање на градежните работи последните половина година, конечно граѓаните на општина Виница, но и на околните градови и населени места добија нов, модерен, затворен градски пазар. Затворениот градски пазар е лоциран на крупна површина од 1810 метри квадратни со дуќани за продажба, овојчи и зеленчук, млечни и меш производи, административна просторија, санитарни јазли и 81 челични продажни пултови, тоест тезги. За изградба на градскиот пазар беа потрошени 24 милиони денари и сите беа обезбедени, а истовремено целосно исплатени на изведувачите од буџетот на општина Виница. Покрај изградбата на затворениот пазар, извршивме и партерно уредување на просторот околу градскиот пазар, во кој беше офатено демонтажа на дотрената постоечка ограда и подни обработки, поставување на нова метална ограда околу градскиот пазар и нова хидроизолациона подна обработка. Поставување на челични продажни пултови тезги за потребите на градскиот пазар, обложување на подпорните зидови со декоративен камен и поставување на клупи за седење. За партерното уредување беа потрошени дополнителни 8,5 милиони денари, од кои 7 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски, а 1,5 милион денари од буџетот на општина Виница. Покрај овој капитален проект, денес извршиме увид и на улицата Ванчо Прке, која поврзува Виница со насело Градец и Градец, на која целосно беше реконструирана водоводната мрежа во должина од 558 метри и канализационата мрежа во должина од 543 метри. Финансиските средства за овој проект се вкупно 11,5 милиони денари и се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Министерството за транспорт и врски. И за крај ќе направиме увид на главната улица во село Градец и крак кон црквата на селото. Инаку тоа е улица која премиерот при посета на село Градец, уште пред да стапи на функцијата, премиер им ја вети на жителите на село Градец. Целосната реконструкција на главната улица во село Градец е во должина од 630 метри и кракот на истата во должина од 220 метри. Финансиските средства за овој проект изнесуваат 7,5 милиони денари, кои се обезбедени преку повикот на владата за инфраструктурни проекти, а се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски. Навистина ми е драго што сме на почеток на еден вака убав настан и на отварање на пазарот, нешто што беше долгогодишно ветување. Мислам дека ова е најдобар доказ дека општината предводена од градоначалникот Митко Костадинов ги реализира работите кои што ги ветува, а со поддршката од владата и од премиерот Христијан Мицкоски ќе продолжи во следниот период уште поголеми работи да се реализираат. Генерално можеби ќе се изненадите колку проекти работиме заеднички, затоа и ги зедов овие неколку листа да ги прочитам. Ќе ми дозволите да ги прочитам затоа што се работи за една исклучително активна општина, општина која што не е најголема во државата, но по активност се брои со најголемите општини во државата и сакам да честитам градоначалникот за таа работа. Значи, покрај отварањето на пазарот и реконструкцијата на главната улица во село Градец, кој што ќе ги посетиме денес, во тек е реконструкција на општински локален пат од Блатец до Детлово, понатака завршена е реконструкција на Ванчо Прке во рамки на градот Виница, завршена е реконструкција на кровот на административната зграда на општината, завршено е осветлувањето на просторот на градскиот парк и пред стадионот во Виница, во тек е реконструкција на улици во село Блатец, завршена е реконструкција на дел од улица 4 во село Јакимово, завршена е реконструкција на улици Раде Кратовче, Кочорацин, Пролетерска и Ѓорче Петров, блок 18 така натака. И паралелно со тоа, заедно со Светска банка, веќе завршивме реконструкцијата на улицата Страшо Пинџур, понатака завршена е изградбата на улица во село Црнкамен, во тек е изградба на улица во село Јакимово и завршена е промена на улично осветлување во должина од околу 15 км на сите улици. Ова се проекти на кои што навистина може да позавидат и поголеми општини. Ќе продолжиме во следниот период во координација со премиерот Христијан Мицкоски и со министрите во владата да помагаме на општината
и градоначалникот има уште многу убави вести во период кој што следи. Проект повеќе за Виница, но и за околината, бидејќи тоа е многу значено на тој начин да се развива целиот овој регион и општина Виница. Ја користам оваа прилика да најавам уште еден значаен проект кој што конечно започнува со реализација, а тоа е експресниот пат Кочани Виница Делчево. Следната недела ќе биде распишан јавен повик за изработка на физибилити студија, на проектно решение, предпроектно решение практично, со што отпочнуваме со реализација на овој проект. Тоа се отприлика процес од неколку месеци, а потоа со средства од буџетот и во соработка со меѓународни финансиски институции ќе биде објавен тендер за реализација по принципот жолт фидик на овој проект кој што ќе биде многу значаен, кој што е ветуван со години, но еве дојде редот да се реализира. И уште една работа која што мислам дека полека ја завршуваме, бидејќи некако временски мора да се завршат тие процеси, а тоа е конечно собравме од светски реномирани финансиски институции понуди за финансирање на проектот на клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип. Така што следнава недела имам состанок со министерката за финансија, потоа заеднички состанок и со министерот за здравство, и очекувам како дел од онаа стратешка соработка со Велика Британија и овој процес конечно да почне да се движи, бидејќи има некои законски норми кои што мораше претходно да бидат завршени, и очекувам дека сето тоа ќе биде исто така ставено на шини и ќе можеме многу скоро денеска да сведочиме на рестартирање на изградбата на овие објекти од почеток, но и она која што треба да биде продолжено. Ја користам уште еднаш оваа прилика да му честитам на градоначалникот и да му посакам и така да продолжи и понатаму, да не застанеме тука. Добро е да сме успешни, но треба да бидеме уште поуспешни и понатаму. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.